А во продолжение, сакам да најавам нешто кое што ќе се случува на културен план. Повторно есенските музички свечености 2025. На линк ја имаме нашата колешка Ирена Спировска, која што ќе разговара со незиниот гостин по повод отварањето на есенските свечености. Верувам дека ќе биде интересен разговорот и ќе ни откријат кога се случуваат, кога започнуваат, дали е случајно или намерно 25 октомври со 25-то издание чинам на есенски музички свечености. Ирена. Така е, Оле, поздрав и добро утро до тебе и до сите гледачи кои што еве утринава, бидејќи неработен ден, не мора да брзат на своите работни места, па верувам уживаат во удобноста на својот дом заедно со нашата утринска програма. Се вуваме утринава во живо од културно-информативниот центар Скопје за да го најавиме стартот на јубилејното 25-то издание на есенските музички свечености, кое што започнува в сабота 25 октомври и ќе трае се до 10 ноември во организација на Дирекцијата за култура и уметност. Во следниве 10 минути низ разговорот со Василија Чали, директорка на дирекцијата, ќе ги дознаеме сите детали околу ова јубилејно издание на фестивалот. Прице, добро ви утро и честитки за 25 годишниот јубилеј. Благодарам, Ирена, добро утро и до гледачите на вашата телевизија. Благодарам и за поканата. Како што е веќе најавивте, значи есенските свечености годинава започнуваат на 25 октомври. Стартот ќе биде во Филхармонија заедно со Националниот джез оркестар. Македонски сноевидение се нарекува концертот и е под диригентската палка на Владимир Николов. Потоа следен концерт е на 31 октомври, тука во КИЦ. Соло концерт ке има Георги Шаревски. На 2 ноември е аматерскиот женски хор Фрида од Македонија и музикотерапија. Потоа имаме исто така и меѓународни гости. На 5 е гудачкиот квартет на Пламенка Трајковска. Тој проект е исто така поддржан од Министерството за култура. Од Шпанија ни доаѓа концертот Впечатоци од Шпанија, доста интересен концерт. Тој проект е исто така поддржан од Министерството за култура и е во соработка со Скопје Класик. Потоа од Хрватска имаме гости и тоа се звуците на душата и на срцето. И за крајот завршуваме со гостите од Истанбул, тој со Турција и еден ансамбл, и тој проект е во соработка со културниот центар, Турскиот културен центар во Скопје, Юнус Емре. Очигледно дека програмата и оваа година ќе биде богата, примамлива и убава, и особено затоа што се работи за таков јубилеј, 25 години, четврт век. Колешката Оливера на почетокот, додека ја даваше најавата за овој наш разговор, запраша дали е случајно што 25-тото издание на есенските музички свечености во оваа 2025 година се отвора на 25 октомври или намерно се темпираше да биде запазен тој датум? Не, сосема случајно, меѓутоа кога некако увидовме, викаме добро, да, најдобро е можеби и така, да биде 25. Навистина идеално совпаѓање. Спомнавме дека свеченото отворање ќе се случи в сабота во Македонската филхармонија во малата камерна сала со концертот на Националниот джез оркестар, што сигурно ќе биде еден убав старт на ова 25-то јубилејно издание, а поголемиот дел од останатите настани ќе се случуваат токму тука. Значи, останатите настани се тука во културниот центар, во салон 1919 и имаме еден концерт на аматерскиот хор Фрида, ги најавив, во Музеот на македонската борба. Тоа значи дека на 3 различни сцени ќе се одвиваат годинашниве активности, да се соберат толку многу гости. Спомнавме од кои се земји ќе има учесници на ова јубилејно издание на есенските музички свечености. Значи месеци и месеци, ако не и цела година, подготовка и работа. Да, така е, мислам се подготвувавме долго време.
Мислам, сепак есенските музички свечености се еден музички културен идентитет на градот, па и нели на нашата држава, така да се надевам нема да помине незабележливо. Па ни една година не поминал незабележливо, напротив, дури мислам дека жителите на град Скопје и сите останати љубители на уметноста некако со нетрпение и со големо задоволство го очекуваат овој музички настан, фестивал, како и да го наричам. Така, да, имаме доста јавувања, мислам се интересираат луѓето, прашуваат. Каде може да се набават влезници, да се направат резервации на време, затоа што сепак се ова мали сали, мали простори со ограничен број на седишта и можност да примат посетители. Така, картите веќе скоро можеби 2 недели, ако не и повеќе, се пуштени во продажба на сајтот Купи карти, а исто така љубителите, нели гостите наши ќе можат да купат и на самиот влез. Каков е интересот неколку дена пред стартот и пред официјалното отворање на есенските музички свечености, затоа што и програмата за концертот Македонски сновиденија, што ја подготви Националниот джез оркестар, навистина е доста примамлива. Да, има доста голема заинтересираност и джез оркестарот прв пат го поставува овој концерт и навистина е интересен и вака луѓето се интересираат, прашуваат. Мислам, јас не би сакала повеќе да откријам, повелете нели на концерт и доживеете таа магија. Соработката со уметниците од останатите земји, кои што и во минатите години доаѓаат, а еве сега доаѓаат и да го испочитуваат и да го чествуваат заедно со нас и ова јубилејно 25-то издание, нешто што се гради со години и Дирекцијата за култура и уметност има воспоставено навистина одлични релации со повеќе земји и уметници. Да, ние секоја година сме во комуникација со уметниците кои што се надвор нели од Македонија, мислам и со наши уметници надвор од Македонија, и секогаш гледаме програмата нели да биде со гости од надвор, но секако нели да им дадеме простори на нашите уметници. Тоа е затоа што сакаме нели македонската публика да има можност да доживее, да види, да слушне нешто што нели се изведува по големите нели европски градови, а каде што нели немаат можност да присуствуваат на тие концерти, можат нели да го слушнат кај нас и сепак цената за тие концерти е пристојна. Бене ми останува на крајот на овој разговор да ви посакам успешна реализација на ова 25-то издание на есенските музички свечености, да бидат салите концертни исполнети до последно место, а публиката да не ја пропушти оваа убава можност во следните 15 на дена да ужива во богатата понуда која што оваа година ќе имаме можност да ја видиме. Ви благодарам. Еве, верувам дека денешниот разговор веќе ви даде идеја каде да ја поминете саботата, но и сите останати денови. Можете да се информирате и на сите останати социјални медиуми за програмата на ова јубилејно издание на есенските музички свечености. Ако не можете да стигнете да посетите баш се, тогаш потрудите се барем дел од концертите да ги дочекате, седнати тука во публиката и да уживате во убавата и богата музичка програма. Со оваа информација ние се одјавуваме од разговорот, но вие секако останете и понатаму со програмата на телевизија Алфа, затоа што во тек и натаму е нашата утринска програма Добро утро, секој утро.